За Бехтел и Енка ќе бидат насочени средствата од од каде ќе плаќаме? Тоа не беше споменато во ниедна информација до сега. Од каде ќе плаќаме нивните фактури? Од буџет. Велам, немаме, а буџетот од кај ќе го финансираме, нели? Така? Не? Требаше да бидат испланирани тие средства, ќе дојдеме на ребалансот. Требаше господинот Груби Артан да ги испланира тие средства пред да излезе да го подпишува договорот со Бехтел и Енка. Добро, меѓутоа веќе оваа влада кога го прифати тој договор има финансиска рамка што треба да влада на исплати. Република Македонија. Со тогашниот премиер и вице-премиер ја стави под хипотека иднината на Република Македонија барем за 10 години. Значи според вашите информации околу 1,3 милиарди, не знам колку вкупно бишчина Бехтел и Енка проектот ќе се финансира од унгарски кредит, од британскиот кредит? Не, видите, парите кои ќе ставите на едно место не е битно од каде се. Значи ќе се финансираат за сите потреби на државата. Значи мора да ги обезбедите, а подпишавме договор, 1,3 милиарди е само номинална сума, сигурно ќе биде 3 пати повисока по моите проценки. 3 пати повисока од 1,3 милиарди евра, тоа се сигурно ќе биде над 5 милиарди евра дека ќе чини? Мислам дека од она што е моје познавање на реализација на проекти и така натаму, до крајната реализација на проектот цената ќе порасне 2-3 пати. Верувајте ми во тоа. И тоа е кажано и од други, да речам, и експерти, политичари во Република Македонија, и некој треба да ги обезбеди тие средства. И велам јас не можам да се изначудам кога повторуваме по трет пат, ние влеговме во таква авантура. Но, знаете, преземените обврски мора да се почитуваат. Новата влада заклучи дека раскинувањето на договорот со Бехтел и Енка би било поштетно од што продолжување, но ќе мора да се снаоѓаме во од.